Почитуван колега Диме, благодарам на репликата. Токму во таа насока и дискутиравме и разговарав, че ако станува збор за макропрудентни мерки, треба да разговараме за, како што реков, ендогените фактори. Ако вие, како една неодговорна влада, сте ветувале гасификација, и таа гасификација, например, ја очекувале бизнис секторот, ја очекувало ТЕЦ Неготино затоа што требало да се гасифицира, ја очекувале инвеститори, и тоа не се случило, а тоа и беше на сите постери на претходните локални парламентарни избори. Сте ги разочарале граѓаните и вие со вашето однесување допринесувате кон финансиската нестабилност, а да не зборуваме за криминалот, за корупцијата, како влијаат врз економијата и како влијаат врз финансиската стабилност, затоа што сите го знаат, а корупцијата, за жал, е нешто по што станавме познати во светот. За тие внатрешни фактори реков дека е време да разговараме. Во ред, внатрешните зависат од надворешните, меѓутоа да ги погледнеме и нашите внатрешни фактори до кои што вие и вашето неодговорно... Благодарам. Има збор Лидија Петковска.